Денес пред бистата на Ацо Шопов пред Центарот за култура во Штип имаше пригодна програма по повод одбележувањето на денот на смртта на поетот и револуционерот Ацо Шопов. На денешен ден, пред 33 години, престана да чука срцето на големиот поет и револуционер Ацо Шопов, амбасадор и писател, човек кој во своето живење заземал повише функции. Програмата започна со пригоден говор за личноста и делото на овој познат историски поет. За Ацо Шопов е кажувано и пишувано многу, но за него сегош има нешто да се каже повеќе. Ацо Шопов е учесник во Народно-ослободителната и антифашистка војна на Македонија 1941-45 и се наредува во врвот на борците кои ја водеа 4-годишната војна, која извојуваа победата над фашизмот и создадаа држава Република Македонија. Се сврсува кон врвните поети на Македонија. По едноминутното молчење во чест на борецот имаше и пригодна рецитација. Програмата заврши со полагање на цвеќе. По традиција, секоја година Центарот за култура Ацо Шопов Штип прави промоција за најдобра поема за претходната година. Имаме можност да имаме тројца видни и писатели, луѓе кои што се еснав од својата фела, Академик Радован Павловски, Братислав Ташковски и Бранко Цветковски. Денеска се промовира и најновата книга со наслов Се случува вечност од Радован Павловски. Станува збор за книжевно дело што ја доби наградата Ацо Шопов за 2014 година. Она што е карактеристично за оваа книга, што во неја превладува еден многу препознатлив тон на иновација. Значи не станува збор дека нешто се повторува ни тематски, ни стилски. Авторот е многу свеж, многу оригинален. Таа е вечна тема на вечноста и на поезијата. Поезијата не може да се раскажува како роман или театарски приказни. Таа треба да се прочита и да се слуша како овој момент. А вечерва во Дом на млади се одржува и рецитаторски надпревар за учениците од основните и средните училишта.